Обезбедување на еколошки минимум во река Отиња, промена на климата, наводнување на зелените површини се само дел од позитивните влијанија од изградбата на браната на река Отиња, оценети од студијата која ја изработи Министерството за животна средина. Ради обезбедување минимум, оптимален минимум на вода во реката Отиња, затоа што како што гледате сега реката е сува. Очекуваме дека браната ќе ги собере големите води кои што се јавуваат, знаеме каква река е Отиња, и ќе ги регулира и континуирано ќе испушта проток во незиното корито. Тоа е основен позитивен елемент што го гледаме. Второ, ќе се променат климатските карактеристики во регионот во смисла на поголема влажност, во смисла на присуството на вода секогаш е добре дојдено и за жителите, социјалните ефекти. Браната Отиња ќе биде наменета главно за рекреативни активности, ќе акумулира 3 милиони кубни метри вода со можност за наводнување на околу 200 хектари земјоделско земјиште. Од направената студија оценето е дека водата нема да се користи за водоснабдување на градот. Што Штип се водоснабдува од Злетовица, хидросистемот Злетовица, затоа не беше приоритет на овој проект да се водоснабдува Штип или некои населени места. Уште повеќе што знаеме дека веќе водата во горниот тек на река Отиња не е погодна за пиење. Со завршување на целосната комплетна документација, првите активности се очекуваат да започнат наредната година. До крајот на годината би требало да извадиме и одобрение и да влеземе во тендерска постапка за фирма изведувач која што ќе ја гради браната. Некаде до крајот или почетокот на наредната година веќе би можеле да очекуваме и да го видиме првиот багер, првата машина која што ќе влезе и ќе се започне со изградбата на овој значаен проект за Штип и за Штипјани. Инаку за браната Отиња со ребалансот на буџетот од државната каса ќе се обезбедат 7,5 милиони евра, колку што ќе чини изградбата.